На земјоделците лошо им се пишува. Годинава ќе жнеат за половина помалку од лани. На неколку недели пред стартот на жетвата, на полињата има повеќе лист отколку клас. Лани имаше и 400, и 500, и 600, зависност од површината, зависност од техничкото обработување. Колку да речеме процентуално според вас ќе бидат помали приносите оваа? Па сигурно со 40% и 50%. На житата годинава им пресудија лошите временски услови. Па дожд много врна и него биде жито дожд. На сега фана сушо у лебо, не заврна дожд да ги фане за да не го е зрното на јачмените, било и пчениците сакат уште дожд. Но грешки направили и самите земјоделци кои не знаеле како да ги заштитат посевите, а никој од надлежните не дошол тоа на нив и да им го објасни. Лути се земјоделците. Од они требаше луѓето да ги запознаат што треба да работат. Требаше да ги објаснат на луѓето. Они тоа не го објаснуваат. Сега таму канцеларија од канцеларија жито не бива. Јас лутајки по белиот свет, таму институциите работат. Кај нас институцијата дојде до столчето и тука завршува. На маката уште поголема мака е цената на пченицата. Според земјоделците, годинава уште од сега е јасно дека работата ќе им биде за џабе. Цената е за мене да ви кажам ниска, минимал, тоа е ниска цена 8 динара шо е. Мислим реално треба да испод најминимално од 10 па и до 12 динара да биде пченицата. 1 декар тоа са 2 динара фактички трошкови. Над 200 кг кога од декар пак ќе остане некоја минимална печалба за себе, пак има 300 кг, 350 кога даде, супер е тоа ќе има и за мене 200 кг од декар тоа преклапа чисто само за трошковите. Во источниот регион има околу 15.000 хектари под пченица и јачмен. Лани од нив земјоделците ожнеа околу 60.000 тони род. Годинава ќе бидат срекни ако во амбарите складираат околу 30.000 тони.